Кал, дожд, кашлање погласно од разговор и разочараност. Таква е атмосферата на Табановци во двата камп. Едниот официјален прифатен центар, а другиот во меѓуграничната зона меѓу Македонија и Србија. Во вториот ситуацијата е и полоша. Таму денеска имаше околу 300 луѓе, претежно сирици, кои велат дека со денови се во импровизираниот камп во кој немаат речиси никакви услови. 25-годишниот сириецот Алепо, кој не сакаше да му го снимаме лицето, вели дека се обиделе да влезат во Србија, но и покрај тоа што имале документи со печат од Македонија, биле вратени назад. Јас сум од Сирија и во мојата земја има војна и барам подобро место за живење во друга земја. Тоа е моје право како човек. Нема што да правам. Ке чекам да се случи чудо можеби. Тие прво велеа границата е затворена и никој не може да помине од Авганистан, а сега не даваат никој да помине. Се надеваме дека ќе најдат решение за нашата ситуација, бидејќи таа е тешка. Вели младиот сириец кој е дел од групата која од двете страни ја чуваат полицајци, од едната српски, а од другата македонски. Неколку стотина метри подолу во прифатниот центар Табановце, ситуацијата изгледа малку подобра. Има поставено шатори во кои луѓето може да се стоплат и исушат од дождот, а присутни се и повеќе хуманитарни организации. Но Арбнор Тефику, помошник раководител на центарот, предупредува дека капацитетите им се преполни и дека сега вкупно со луѓето кои се во меѓуграничната зона има околу 1500 лица, претежно афганистанци и сирици. Ситуацијата е многу лоша на овие мигранти, пошто, како што знаете, и временските услови веќе ја отежуваат ситуацијата. Се прави напори да и се најде некое решение и за оние што се таму измеѓу границата, што веќе загравени се неколку денови. Повеќето во прифатниот центар се афганистанци, а некои од нив го минуваат животот во шаторите веќе 25 дена. Пред неколку дена се обидовме да влеземе во Србија, но не пуштија да поминеме со образложение дека границата била затворена за афганистанци. И неговиот сонародник Абдул Дахеј поминал низ истите работи. Вели се чувствува безнадежно. Никогаш нема да се вратам во Афганистан. Нема начин за враќање таму. Немаме ништо. Ќе останеме тука, па иако и умреле овде. Инаку Македонија веќе четврти ден не пропушта мигранти на јужната граница. Ваквата политика следи по започнатите од самитот ЕУ Турција и одлуката на Словенија да пропушта само мигранти што имаат виза за Унијата.